А сега продолжуваме понатаму, со оглед на тоа дека пожарите се многу актуелни во целава република. На линк од Охрид ја имаме и нашата Росица. Росица, добро утро. Јас ќе те прашам каква е состојбата во Охрид во поглед на пожарите, дали Охрид се подготвува за она што се нарекува летна сезона и дали има некој активен пожар таму? Да, Охрид се подготвува како и секоја година за туристичката сезона. За среќа, до сега верувам дека така ќе биде и во текот на целото лето, нема пожари, бидејќи не би сакала Оливера да се повтори она што се случи 2024 година. Тој стравичен пожар кој што ја прогалта цела Стара Галичица, се работеше за чинам 6500 хектари шума, навистина вредно богатство кое што беше под заштита на Националниот парк Галичица. Пожарникарите се спремни и со опрема и со потребните пожарникарски возила, но верувам дека нема да се повтори она што се случи 2024 година. Минатата година немавме така пожари од голем обем, гореше мал дел од Преспанскиот регион, меѓутоа за среќа не беше така катастрофален како тоа што се случи во 2024 година. Повели, ако имаш уште нешто, некој прашање во врска со пожарите, или да преминеме на нашата денешна тема? Да, важно е да се биде безбеден и на вода, со оглед на тоа дека е одлично што сте безбедни во поглед на пожарите, па ајде да слушнеме токму за водниот сообраќај, како е тоа организирано за оваа летна сезона и повели со твојот соговорник. Пред да го представам мојот денешен соговорник, да спомнеме дека пред 17 години Охрид се случи бродска несреќа која што имаше огромен број на жртви. Тогаш беше владечен хаос кога се работи водниот сообраќај, меѓутоа од тогаш многу се промена нештата. Секоја година се носат нови мерки. Мој утрински гостин е Илија Арнаудовски, капетан на капетанија на пристаништа. Добро утро. Илија, ви благодарам што сте дел од утринската програма. Добро утро и од мене. Да кажеме са на почеток од денеска почнуваат мерка за забрана за движење, така? Од денес важи одлуката на владата на Република Македонија, одлуката за забрана за скутерите од 11 часот до 19 часот. Таа мерка мора да се применува, пошто имаме засилени контроли, посебно за скутерите. Ноќната пловидба е од денес почнува за скутерите, глисерите и катамараните и другите чамци за спорт и рекреација од 06 наутро до 21 часот на вечер. Ова забрана не важи за пловните објекти кои се регистрирани во општина Охрид и имаат одобрение за превоз на патници во делот на Охридското езеро. Овие се тие мерки кои што Илија сега беа донесени како одлука на влада? Да, овие мерки беа донесени пред нецел месец на одлука на влада. Тоа е ради зголемена безбедност на граѓаните, на управувачите на чамци, на туристите, поради што со скутерите настанува голем проблем во летната сезона, каде што голем број на капачи не реагираа за проблемите со скутерите, каде малце таа појава ни е девијантна и бараме секаков начин за да лесно да се контролира, нели Илија? А уште сега баш приметуваме на плажите, поготово скутери, глисери, најчесто е она на што реагираат граѓаните, преблиску се доближуваат, не внимаваат каде испловуваат и отпловуваат. Имате ли капацитет, колку често сте на терен? Скоро секој ден од кај нас инспекторот е на терен. Лани набавивме уште еден нов пловен објект, каде што можевме да користиме во зимскиот период. Исто така имат чамци од езерската полиција. Сме во координација, заеднички дали правиме заеднички контроли или посебно полицијата ден, посебно капетанија. Исто така сакам да апелирам и до капачите и до управувачите на чамци. Капачите да се капат во склоп на обележаните капалишта каде што се, ако преминуваат од тие капалишта да се имаат на себе врзано бова, за да имаат управувачите на чамци поголема видливост, за да може да ги препознаат. Исто така на управувачите на чамци, глисери, скутери да внимаваат, значи тоа е казливо, има доста казливо ландскиот период каде што има глисирано на под 300 метра до обала. Правилно глисерот, скутер и секој пловен објект треба да се крени 300 метри од обала, па од тука да почне со глисирање со
понатака со вози. Колку мерки изрековте прекршочни или какви све казни? Во ланскиот период имавме околу 182 инспекцијски надзори заедно со полицијата, од кои констатирани се 127 пријави. Тие пријави се за глисирање до брег, блиску до брег, неносење на опрема, нерегистрирано пловен објект. Има дел каде што се констатирани прекршоци за претовар на патници, дел за безуправувачен чамец. Изречени се казни, санкционирани се годинава, тоа се од ланскиот период за 2025-та, во 2026-та до сега, до пред некој ден имаме констатирано, имаме над 50 инспекцијски надзори, од кои констатирани се 32-3 пријави за неносење на опрема, елеци, радиостаница, чакла, дел глисирање на блиску до обала, нерегистриран пловен објект, без уверение за управувач на чамец. Тоа се сериозни прекршоци, а секоја чест вам што навистина пред почеток на лето веќе имате делувате на терен. Да, и тие исто така сакам да најавам дека тие контроли ќе се зголемат сега во овој период, пошто сега ни е туристичката сезона веќе почната е, ние ќе го зголемиме заедно со полицијата. Исто така сакам да напоменам на времено си ги регистрираат пловните објекти, да се придржуваат до мерките за безбедна пловидба, појаси, радиостаница да си функционира затоа што ќе има казни. Исто така сакам да напоменам, од лани го воведовме, почнавме со тестирање за алкохол. Лани имаше така тоа ќе ни продолжи годинава со засилено темпо, затоа сакам да апелирам алкохол да не се користи додека управуваат чамец, поради ќе се санкционира секој управувач на чамец. Дали е зголемен бројот на пловила во капетанијата? Таа тенденција си расти, секоја година до секоја година има плюс пловила. Тие пловила во моментот во регистарот на чамци за спорт и рекреација имаме 3518 пловила заколучно со вчера. Тие пловила не се сите во Охридско езеро, дел од тие пловила има во Дојранско, Преспанско, значи капетанија пристаниште за цела Македонија, на Матка, дел од тие пловила има ги регистрираат тука, па си ги возат, си ги управуваат во Грција. Во Охридско езеро има зголемен број на пловила, само во овој период околу 2 месеци, негде околу 30 до 40 нови пловни објекти се упишани во регистарот на чамци. Најчесто станува збор за глисери или имаме и луксузни така пловила се повеќе? Да, има и луксузни пловила, има и самоградби, каде што се прават охридски кајчина, тоа баш ми се свиѓа што традицијата уште ја користиме, има уште неколку останати што се добри мајстори што ги градат, луѓето си градат самоградби охридски кајчина, ама доста е популарно новите глисери. Тие се доста популарни, гледам дека доста ги купуваат луѓето. Имаме и бродска флота, така забиден број на бродови. Да, имаме негде околу 8 бродови кои 2 се веќе и 2 во моментов се градат, се во градба, едниот предходно се пушти во употреба, и тоа расти, и тоа е интересен бизнис за, гледам дека туристите го посакуваат, се зголемува и тој број, и тука воведвиме малце построги критериуми, правите инспекторот за внатрешна пловидба, правиме контроли за број на патници, ПП опрема, ПП заштитна опрема. Исто така за да зголемиме безбедноста, тие кадри кои ги управуваат бродовите пред скоро 20 години немаја уверение, немаше полагање за стручни звања на бродови. Пред скоро 6 месеци им овозможивме, голем дел од тие што си успеа, што си научија, се положија за заповедници на брод, на државен пловен пат, за морнари, и сега во моментов бродовите во Охрид се екипирани, по добра ситуација се технички, се исправни, па се надеваме на добра туристичка сезона. Уште на крај да ве прашам, кој е најскапото регистрирано пловило во Охридската капетанија, а кој е пак со најголеми димензии? Најскапото пловило по мои вака документи што имам главно, мислам дека околу 120.000 евра, а најдолгото е 12,5 метра. Тие пловила се за спорт и рекреација, од тие пловила, а бродовите се малце подолги. Илија, ви благодарам, но што одвоивте време и го посакувам успешна туристичка сезона без никакви инциденти. Ви благодарам, фала ви вас на интерес. Оливера, ако имаш некој прашање, повели.
Мене само ми е драго што Охрид е подготвен да ги прими сите посетители, безбеден е езерскиот сообраќај. Благодарам на двајцата.